Две диаметрално спротивни слики и видувања понудија денес ВМРО ДПМНЕ и СДСМ за 4-годишното локално управување на општините. 4 години подоцна можам да кажам дека одговоривте на дадената доверба. Го задржавте вашиот образ, образот на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата пред граѓаните. 4 години потоа, највредната работа е што немате ниту една афера зад себе, ниту еден криминален случај и ниту една работа со која ќе донесете срам кон партијата, кон вашите семејства и најважно кон граѓаните. Покажавте срце и енергија за вашите општини со секоја промена која ја направивте. Ги вративте вашите општини на вистинскиот пат. 4 години локална власт на ВМРО ДПМНЕ се 4 години разочарувања за граѓаните. 4 години кои наместо развој и проекти за граѓаните донесоа само разочарувања, нечисти општини, урбанистички хаос, поскапи цени за граѓаните и бројни скандали со тендери. Општините предводени од ВМРО ДПМНЕ се претворија во епицентар на тендерски шеми и партиски злоупотреби на народните пари. Преку фирми блиски до власта, систематски се испумпуваа пари од граѓаните. Најочигледен доказ за тоа е фактот дека едни исти фирми и во општините, и во државните институции добиваат милионски тендери и речиси секојаш се јавуваат како единствени понудувачи. Од друга страна, СДСМ тврдат дека зад ваквото управување се криело нешто друго. Штип ја тресат скандали и крајно сомнителни изделки. Таков еден е примерот на скандал за крадење на нафта, тежок дури 18 милиони денари, за кој нема одговорност никаква. Скандалот со дивоградбите на секретарката на Јорданов, фонтаната, сумнителните пари за кров на гимназија, уништен бунарскиот систем. Локалните избори се шанса за промени во Штип. Шанса да се стави крај на 4-годишното разочарување од страна на ДПМНЕ и да се сврти нов лист. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов денес ги нагласи реализираните капитални проекти, меѓу кои булеварот Партизанска и обиколницата, но и они кои се во самиот финиш на реализирање. Во изминатите 4 години направивме една синергија помеѓу сите овие чинители, предводејќи ја локалната самоуправа заедно со сите луѓе кои што ја сочинуваат, работевме да бидеме слуга и сервис на граѓаните, но и на потенцијалните инвеститори преку кои што се зголеми буџетот на општина Штип. За илустрација, пред 4 години оперативниот буџет на општина Штип изнесуваше 280 милиони денари, денес изнесува повеќе од милиарда, што само по себе говори дека таа синергија, привлекување и можност да се инвестира во Штип создаде зголемување на буџетот, а тоа е видливо со проекти, со сообраќајници, со инфраструктура и слично.